Здраво, здраво и добре дојдовте во ново видео. Денес јас ќе кажам што се јадам во еден ден и како го подготвувам нештото. Иначе, за поручек почнувам многу често и денот пред појадокот за кога ќе си правам овес. Овесот го спремвам од вечер, значи во една мала паница клавам троовес, многу често какао, цимет, сетото убаво го мешам, клавам чија за да набубри и да даде кремаста текстура и плюс чијата да протеин и омега 3. После сетото така измешано, му турвам млеко, уште малце го измешам за убаво да биде овесен натопено. Го покривам со фолија и го ставам во фрижидер преку вечер да отстои. И со бајлето го вадам, му клавам путерот кикири, кој што можете да видите баги, путерот кикири клавам, го обожавам. Разно овошје клавам, во случајов една банана. И тоа е поручекот за денес. Дојде време за ручек. Денес решив да си направам едно гиро. Таман ги имам сите состојки и ќе биде убаво. За гирото ги имам пилешко гиро, веќе готово. И ако може слободно да испечете било какво месо, ќе ситните на потенки парчиња вола. Помфрит, може од компир, ова за побрзо. Ќе си направам тазики, еве една крстајца, имам грчки јогурт, имам лукче, ќе му клам во него, црна пипер, црна пипер, имам и гиро лепчиња, доматот, евентуално во нешто го клавам маслиново и тоа е, и крумит, од и полгоми гирото со крумит. И сега да готвиме. За мојата верзија на тазики сечкам тру крстајца, малце некоја лајце грчки јогурт, клавам лукче, пипер, сето убаво го мешам и толку. Буквално тоа што клавам. Во тазиките кои што знам е покремасто, плюс има и други работи, некои се зачини што го прават вкусот специфичен, ама кој ќе немаш, се снаѓаш со тоа што имаш. И така, еве мојата финална верзија на тазики, македонско тазики. Првен ќе уклам помфрито во ерфраер. Во помфрит, ќе го кувам цел. One eternity later. Ќе отвориме, ќе наместиме 10 минути мисле на 200 степени, на 10 минути ќе бидат готови. Тук сега ќе се пече. Помфритот само што се испече, значи му тварно нужно. Помфритот само што се испече, сега ќе го извадам, ќе го клам внатре месото. Сега ќе клам од месото во фраера. Сега да наместам температурата. Ќе клам исто на 200 степени. Ама дека е полупечено, ќе биде помалце. На 10 минути ми гори. Мислам
Месото го извоив, сега лепчињата ги подсеков на 4 помали делчиња и малце ќе оклам 1 минута колку да се подстопли, да се подзапечи и ќе биде готов. Се направја и лепчињата и еве финалната порција. Ќе биде гиро порција, нема да биде свиткано, ама еве се сервирано како изглед. Ај сега да му направим еден тест, оти сум прегладна. Ајде да пробам. Сега му правим липче. Ќе му клам трот домашното тазики. Не е скрозко тазики, нормално, но убавко. Ми кркорат сревата, само што го гледам ова. Од томатчето. Сејам тромевце. Многу месо зедов. И еден памфрит колку сите нешто заедно да ја пробам. Се осеќам ко во Грција да сум. Многу го се поголем. Еве го грчкиот јогурт што ми остана. Сега не ми замервајте, ама ќе го направам во истото кутивче од ова, оти стварно не планирам уште пајнци да мијам. И плюс не имам некој убаво така мало пајнче за точско малце јогурт. Треба да валкам многу поголема пајнца од тоа колку што има. Устарив грчки јогурт. Имаме еден адбрей. Па тука имам не многу грчки јогурт, малце ќе го разнесам да не биде цело на едно место. Така ќе го подраширам. Буквално ова е многу малце, колку за едно ужинче пред да вечерам, тама. Ќе му клам малце мед, многу малце, и плюс ќе му клам и други работи, што ќе бидат така благички. Се ќе го замешам, идут внатре со грчки јогурт да види така, да добие аромата од медот, јогуртот. Инак имам пробано купечки грчки јогурт, што имаше така арома, мислам со вкус на мед што беше и тоа многу беше. Сега имам трогранола, ќе му накрешам внатре. И си имав одмрзната јаготки, ќе му ги клам посите. Толку за декорација, а другото така ќе го изедам да ви покажам како да. Еве го внатре во чашката, јаготките, гранолата и грчкиот јогурт. Остана малце јаготки, ама нема кај вака. Еве го како изгледа. Да пробам. Од се помалце да има трогранола да ми крцка, тровоше и од свежиот јогурт. Еве го на лајче. Убаво, благичко, освежително. И вака со гранолата крчка. Може да беше малце повеќе метод и не го осеќам многу. Ама убав снек. Сега ќе си правам една по-лабава вечера. Ќе си турам јогурт. Едно чавче. Така.
вечерам. Имам тука едно лепче и хумус. Туше внатре не туше на етикетата. Ова внатре е домашен хумус. Си го имав направено сама во Сетското со вкусна брокола. И искрено многу го испадна. Ми остана уште не многу, ама треба да се дојади. Ти ми е страв да не се расипи, дека домашен и нема таму конзервации, такви работи. И би било да го дојадам. Ќе го нарусам троленено и ќе му клам кашкава. Мислев ќе го потрошам хумусот, ама изгледа уште ќе остане, значи стварно многу излезе хумус. Ја не знам со шо да го јадам, еден куп дојде. Изгледа утре пак ќе треба да каснам од хумусот. Сега ќе му клам трот кашкавалот. Остана. Инаку видете го колку е убав дизајн на кашкавалот. Значи, кога видов во продавница бев, мислам и самото вели дизајн едишн, ама искрено нека продолжи, това не мора да биде само едишн. Нека му биде на сите пакетчиња секогаш вака да имат некој кул дизајн, убави бои. Еве кашкава. Ќе скршам малце. Мислам ќе скинам трон. Ќе наредам вака. Цак, цак, цак. И ми остана едно парче. Викам дека изедам ќе се најде за утре, таман да го дојадам хумусот, тоа што остане. И ќе му наносам уште малце од лененото семе. Доста скромно, доста едноставно. Ама и онака не ќе многу да вечерам. И да јадам тешки обилни оброци на вечер, така да ова е супер. Го запакам и еве го финалниот производ со чашата јогурт. Да пробам, леле. Почна да тече од оздола, има дупка во левот и ми капна од хумусот. Ама нема кај. И плюс складав и лукче во хумусот и тоа му дава една многу богата арома. Јогурт е стандард за потрнување. Извинете што веќе вакво разборам. Така ми изгледа денот. Тоа некои работи што може да се случи да ги каснам. Надевам, може би добивте некоја инспирација за шо нешто да си направите, да се скотвите. И фала ви што го гледавте и ова видео и се гледаме во наредно. Чао! Што не може да се јаде вкусно јадење без да се направат милион пајници, кој ќе ги мие овие? Кој ќе ги мие овие? Да можеш само вака да направам и да ги снима.